I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Свечена заклетва пред непомчас милиардерот Доналд Трамп стана 45-тиот председател на Соединетите Американски држави со многу предзнаци, прв во историјата на земјата, од кои најспецифичен што е првиот председател кој досега не извршувал ниту една јавна функција, ниту пак бил дел од вооружените сили на Соединетите Американски држави. Она што беше слоган за време на кампањата, да ја направиме повторно Америка голема, во неговиот инаугуративен говор беше преточено во слоганот "Почнува нова ера, од денеска Америка пред се". Барак Обама го имаше последниот лет со препознатливиот председателски хеликоптер Марин 1 од пред Американскиот Конгрес, а во моментот го гледате во живо продолжението од инаугурацијската церемонија во Капитол Хил, каде што американскиот председател Доналд Трамп ги потпишува и првите документи за пристапување на должноста и преземање на должноста председател на Соединетите Американски држави. Ова е топ тема на ваша страна, вечерва посветена на инаугурацијата на 45-тиот председател на САД. Ќе го следиме во живо остатокот од делот од инаугурацијските свечености, кои што ќе продолжат со свечен ручек во Американскиот Конгрес во чест на новиот 45-ти председател, а потоа се очекува почеток и на така наречената парада со која конвојот на председателот Доналд Трамп од Американскиот Конгрес преку авенијата Пенсилванија ќе се упати во Белата куќа, каде Доналд Трамп и официјално ќе влезе како нов председател на Соединетите Американски држави. Америка го дочека изборот поделена, светот воздржан, честитки за изборот, но и воздржаност која што доаѓа пред се поради непредвидливоста на политиките на новиот председател, неговата неконвенционалност. Што ново тој ќе донесе во американската политика, што ќе се смени во светската глобална политика со смената на првиот станар на Белата куќа и конечно што може да се смени во поглед на политиката на Соединетите Американски држави, досега дежурниот светски полицаец во политиката кон регионот и особено кон Македонија. Разговараме со моите вечерашни гости, моите колеги Љупчо Поповски, политички коментатор во Утрински весник. Добро вечер и добре дојдовте. И Љубомир Гајдов, надворешно политички коментатор. Добро вечер и за вас. За многу години. Почна ерата на Трамп. Говорејќи деновиве на една Охридска конференција, имавте еден интересен наслов кој што е малку тешко да се преведе на македонски тој збор, особено disorder, бидејќи го имавте дел ставено во наводници, па слободниот превод би бил дека, рековте, почнува нов светски поредок со дилемата ред или неред. Од каде таа дилема? Трамп е светско чудо, новото светско чудо. Ретко кој можеше да предвиди дека тој ќе победи Хилари Клинтон, затоа стоеше огромна машинерија и видовме во последните недели дури Обама, што беше доста влијателен и симпатичен во Америка, се обидуваше да се натегаше да и помогне, дури неговата сопруга извади на парада. Мислам дека Трамп
со тоа што имаше една извонредно добра екипа што му одбра примерок незадоволните бели американци. Со тоа ја доби победата, неочекуваната победа. Меѓутоа, кај сите разумни, честни луѓе во светот, најмногу одекна неговата порака дека Америка нема повеќе да менува режими, нема да менува влади, ќе се откаже од низината она Пакс Американа, што беше Пакс Романа, Пакс Британика и Пакс Американа, тие да воспоставуваат правила и да ги спроведуваат во светот. Да, ќе го слушнеме говорот, па ќе го анализираме во детали со двете клучни пораки Америка преци и овој дел што вие го рековте, но зошто таа дилема да прецизирате? Ред или хаос? Ред или неред? Еве, она што ме загрижува, тоа што ме учеше мојот ментор на позадомски студии по менеджмент, ако ти имаш добра визија што ќе направиш, а имаш лош тим, тогаш тоа не може да го споделиш без оглед колку да се колнеш. Екипата што ја поведе, што е сега во Конгресот на испитување, таа не дава баш надеж дека тоа ќе го спроведе што го најави. Тие се горе-долу сите ратоборни луѓе и мислам дека осем што тој ќе направи договор според мојата интуиција со Путин, има зошто, она што заострува со Кина многу ме загрижува и неколку души во неговиот тим имаат исто сериозна реторика против Кина. Попаски, почнува ерата на Трамп, дојде до смената на власт. Имаме ли смена на едно председателство најнепредвидливо досега? Пред се поради темпераментот, неконвенционалниот пристап кој што го имаше Трамп не само во кампањата, туку кој продолжува и во сиот овој транзицијски период. Како мал увод, денес гледав некои фотографии од Белата куќа како испразнета пред доаѓањето на Трамп. Тоа се пусти ходници во кои ништо нема. Дури и фотографиите од рамките во кои што се поставени во ходниците кои сликуваат разноразни настани од историјата на Америка, фотографиите се извадени, оставени се само бели харти, картони од дола паспартуа и рамките и се е извадено. Комплетно се, значи таква промена на администрацијата, целосна до и најмал препознатлив детал. Ја мислам дека никој жив не може да знае како ќе се развива ова, како во кој правец ќе оди оваа нова администрација. Мислам дека дури ни самите таму, бидејќи се целата администрација со ова што досега е познато, е составена од многу различни луѓе, што кажа Гајдов, од многу воинствени луѓе, генерали, милиардери, прорасистички настроени политичари, кои што нема многу разбирање за мултиетничноста на Америка. Еве, например, како да кажем еден банален пример, Рик Пери, еден кој што беше против кандидатите во номинацијата на републиканците, една од главните негови заложби беше да се укине Министерството за енергетика, бидејќи е непотребно. Сега е тој номиниран кандидат за министер за енергетика. Мислам, тоа е банален случај, но кажува расчекорот во кој што сите се нашле. Сега тој во Конгресот, во Сенатот ја брани неговата функција, до пред 5 месеци се залагаше да се укине тоа министерство. Така што верувам дека она што допрва ќе следи, кога ќе се именуваат сите министри, кога ќе се формира целиот систем во администрацијата, ќе видиме кон кои правци ќе се движи новата администрација. Факт е дека таа е составена од на многу клучни луѓе, има 4-5 пензионирани генерали, тоа еден од министерот за одбрана Джеймс Метис, Кели, што е за Советникот за национална безбедност. Не, другиот, ова Кели е за Homeland Security, за внатрешни работи, советникот што не е се уште именуван и така натаму. Сите тие се во една стварно воинствена реторика. Матис беше мислам и началник на военото контраразузнавање, така што дали тоа ќе води кон зајакнување на целиот милитаристички
комплекс во Америка. Ние сведоци бевме како Трамп најави дека нуклеарното вооружување ќе добие нов поттик. Што ќе се случува во самата Америка, Бога ми, тешко кој може да предвиди. Само уште една забелешка, ако гледавте денеска преносот пред Капитол Хил и вчерашната таа пред Линколн Меморијал, тие свечености, јас не успев да забележам ни еден црнец. Афроамериканец, просто сето тоа беше дојде на таа, што кажа Гајдов, таа гневна бела Америка. Статистиките покажуваат дека и кабинетот е еден од, како што велат, најбелите досега. Се крена и голема врева околу тоа дека нема ниту еден представник од латиноамериканците. Сега одговорот е дека голема е администрацијата, до 4800 луѓе ќе треба да бидат сменети, од кои 386 се на оние клучни позиции. Да влегува ли Трамп, прашање до двајцата, подготвен на првиот ден? Допрва се очекуваат тие негови први извршни наредби, како што се велат во САД. Влегува ли подготвен, бидејќи досега има само двајца потврдени кандидати од кабинетот кој што ќе брои околу 15 луѓе, а самиот тој до Конгресот има предложено само 28 клучни луѓе од тие што веќе ги спомнав, според американската статистика 386 носечки позиции. Мислам дека овој период од неговата победа во ноември до сега, неговиот штаб, тој кадровскиот негов штаб, сигурно има подготвено и прва линија луѓе, и ако ги одбијат и втора линија. Меѓутоа, не можеме да кажеме дека американскиот нов председател, као што се пофали денеска, од денеска и од овде, почнува нова Америка, во која вие ќе бидете главни, а не, ми беше мене непријатно пред малку, кога поред 4 живи председатели, тој кажува, до сега се зборуваше, ништо не се правеше. Тоа е многу претенциозно, иако може да се најде и во сите четворица председатели големи грешки надворешно политички, со војни, со растурење на режими, со менување на влади. Меѓутоа, толку грубо рече, меѓутоа мене ми даде надеж дека во големото трио, во триаголникот со Русија и со Кина, он ќе успее да направи еден стабилитет. Говорам за надворешна политика, за внатрешна политика многу ќе му биде потешко според мене. Зашто во внатрешната политика тој рече само ќе го смени законот за здравство на Обама и веќе во тргнува, мислам дека може и денеска да го укине законот. Да. Меѓутоа и тука ги збуни, ќе го дискутираме, тоа ги збуни републиканците, бидејќи го менува Обама Кер со најава дека ќе воведе нов систем кој што ќе значи осигурување за секогаш, од што републиканците ги здоболе глава. Околу екипираност. Околу екипираноста има, бидејќи секоја транзиција во Америка е еден сериозен потврд кој што ние не можеме ни тоа да го представиме во мали земји како нашава, па дури и во поголеми нации како на пример француската. Тоа се менувања од персонали во Бела куќа, во сите тие департмани и во клучен за секоја администрација тој транзицијски тим. Трамп имаше проблеми со транзицијскиот тим, бидејќи прво беше поставен за шеф на тој транзицијски тим Крис Кристи, гувернерот на Њу Џерси, но по неговите скандали со мостот, сега да не елаборираме понатаму што се случуваше, него го повлече, беше сменет и таму се изгубија 2-3 недели од таа транзиција, а според пишувањата на најважните политички коментатори во Америка, самиот Трамп немал многу интерес да учествува во транзицијата, наведувајќи, да го цитирам, дека тоа е лоша карма за почетокот на неговото владење. Така што тоа му го препушти претежно на неговиот шеф на кабинет, што е клучна фигура во секоја администрација, Рајнс Прибус, но ова што сега се случува, што го кажавте преска за само двајца до сега потврдени од Конгресот, е дел на тој условно кажано хаос што вика Гајдов за во именувањето на луѓето што ќе бидат не само
секретари во одредени ресори, туку и шефови на разни департмани. Тоа се околу 660 шефови на департмани, а досега има само 29 именувано. Тоа е огромен број. Тоа може да потрае оваа цела процедура дури до март, некаде до април. Најдолго досега било на тие департмани што се клучни, администрацијата на Буш постариот, некаде до крајот на март. А ова може да оди и подалеку. Пред да продолжиме, имаме два дела одговорот на американскиот председател даден пред неполн час инаугурацијскиот говор. Да го слушнеме првиот дел во кој што Доналд Трамп говори за неговите предсе внатрешни политики, што и како ја објасни пораката од денеска Америка предсе. We've defended other nations' borders while refusing to defend our own. And spent trillions and trillions of dollars overseas while America's infrastructure has fallen into disrepair and decay. We've made other countries rich while the wealth, strength, and confidence of our country has dissipated over the horizon. One by one, the factories shuttered and left our shores, with not even a thought about the millions and millions of American workers that were left behind. The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then redistributed all across the world. But that is the past, and now we are looking only to the future. We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families. We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, stealing our companies, and destroying our jobs. Protection will lead to great prosperity and strength. I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you down. America will start winning again, winning like never before. We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth. And we will bring back our dreams. We will build new roads and highways and bridges and airports and tunnels and railways all across our wonderful nation. We will get our people off of welfare and back to work, rebuilding our country with American hands and American labor. We will follow two simple rules: buy American and hire American. We will seek friendship and goodwill with the nations of the world, but we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own interests first. We do not seek to impose our way of life on anyone,
but rather to let it shine as an example. We will shine for everyone to follow. We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. At the bedrock of our politics will be a total allegiance to the United States of America. And through our loyalty to our country, we will rediscover our loyalty to each other. When you open your heart to patriotism, there is no room for prejudice. Тоа беа пораките на Доналд Трамп, фокусирани и на внатрешната и на надворешната политика. Америка пред се, купувајте американско, вработувајте американци, секоја одлука понатаму ќе се води пред се од американските интереси, пораките за дома, пораките кон надвор, нема да го наметнуваме нашиот начин на живење, ние ќе сјаеме со нашите вредности, меѓутоа кој сака нека ги почитува, особено овој дел кој што нас не интересира за промените што ќе би можеле да бидат предизвикани во глобалната светска политика е сосема различен. Не постои инаугурацијски говор на претходниве неколку американски председатели кои не го потенцирале спротивното. Еве како например Џорџ Буш или Бил Клинтон, дека политиката на САД и задача на САД е да бараат и да го поттикнуваат развојот и демократијата и во останатите делови од светот. Што тоа значи? И да бидат лидери на слободниот свет. Да. Има две причини за тоа. Првата причина е денешнава светска слика е сосема изменета. Со така нареченото растурење на Сталиновото царство, Америка беше долги години единствен глобален лидер, со сила, со мок, политичка, војна и економска. Меѓутоа, со доаѓањето на Путин и со огромниот успех на револуцијата економска и општествена во Кина, со Ден Ксијаопинг, сега има Америка два сериозни ривала, рамноправни. И кога ќе видиме дека има една блискост меѓу Москва и Пекинг, тогаш ова е многу реалистична проценка дека не може веќе Америка да се наметнува. Обама доцна требаше да извади поука дека беше поразен од Путин и во Украина и во Сирија. Тоа се сериозни работи што овој вели јас нема да ги повторам грешките на претходните режими. Ќе направам со Путин договор, Европа ќе мора да НАТО, неговите партии ќе мора да платат минимум 2%. Денеска го слушам во Давос генералниот секретар на НАТО. Дтка не знае што да зборува кога напаѓа новинарката. Ви многу сериозно ви се заканува Трамп. А Трамп рече дека од 27-те негови партнери во НАТО, само петорица платиле тоа што треба 2%. Значи треба да извадат, инако го земете аритметиката во светската индустрија и трговија со оружје, Америка 600 и нешто милиарди долари има буџет пумпа, а сите други толку заедно немаат. Затоа верувам ќе направам нови патишта, ќе направам нови тунели, Америка ќе сеја повторно. Што сакам да кажам со ова? Дека Трамп тие пари што ги дал, како што вели, за последните 15 години, Америка во блискоисточните војни вложила 6 трилиони долари, Америка може за тие пари два пати се обнови целата. Позната е таа негова изјава, треба да ни плаќаат што сме таму. Да. Меѓутоа, најважна работа е дека Трамп реалистично проценува, мислам, неговата екипа не е супер генија па се да измисли, него неговата екипа што му го прави тоа. Сега прашањето што се постави преска, што го рековме и колега што го рече, како ќе го направи, со кого ќе направи и до кога ќе го направи тоа. Тоа се трите отворени прашања. Во оваа реторика има еден малце празен од, да кажем. Обама
може би доживеа, условно речено, пораз од Путин на неколку фронтови, но не треба да заборавиме дека 2008 година, кога дојде Обама на власт, рече јас ќе се повлечам и од Ирак, и од Афганистан. И тоа него ветување, тој го оствари. Веќе ние нема да водиме војна. Дали тоа било исправно или не од американска гледна точка, тргнувам од аспектот дека целата администрација на Обама беше насочена колку што може да ги излече војниците од кризните жаришта и делот таа стратегија беше имплементирана и во Сирија. Во Сирија, освен 200, 300, 2000 луѓе што се во тајни undercover задачи за помош на бунтовниците, тие нема никаква друга улога и со дроновите и бомбардирањето. А ова заплаќањето за членството во НАТО, од една страна е така, но од друга страна сите земји што се членки во НАТО мора да се вооружуваат. А од каде ги купуваат новите авиони и оружјето? 90% од Америка. Тој не плаќа директно во фондовите на НАТО, но ако треба да купи F-16, F-15, стелт бомбардери, било што, нови борни коли, нови пушки нема да бидат овако, сите тие се набавуваат во најголем дел од Америка. Има нешто од Британија и од Франција, но во најголем дел. Така што американците ги земаат тие пари, но може би не ги зема директно администрацијата, државата, но целиот тој воено-индустријски комплекс кој што е огромен, врз кој што почива целата американска политика со децени и децени назад, парите одат назад кај во американските сефови. Така што тоа е една леплива приказна за народот на ова основа, зашто војната во Ирак не беше само за воведување демократија, условно речено, па се знае кој ги зеде, кој има најголема корист. Мултинационалните компании кои што сега таму ја црпат нафтата во интерес на Америка и на оние што нафтени барони кои што сега го поддржува Трамп најмногу во оваа кампања. Реплика имам една. Може? Може. Това што го рече мојов почитуван колега, дека као Обама ја извлекол Америка војна од Афганистан и од Ирак. А што остави таму? Урнатини. Меѓутоа не кажа дека почнувајќи од Мароко, Тунис поред, Либија, Египет, ги урна сите режими. И да не заборавиме дека Садам Хусейн беше главниот американски сојузник во борбата против Хомейни Ирак. 1 милион души загинаа. 10 години кога се водеше војна и кога не им требаше веќе, кога умре Хомейни, го ликвидира, го апсија и го обесија. Сакам да кажам дека Обама, што доби после малку време од својата ни цела година доби и Нобелова награда. Зашто е доби таа Нобелова награда? Јас знам зашто доби. Зашто што 800 милиарди долара им даде на банките, као да ги спаси банките, да не банкротира Америка. Значи, тамо има чист бизнис. Кви протко, нешто за нешто. Сепак има неколку точки во она што беше програма на Доналд Трамп и што се најавува дека ќе биде дел можеби од неговите први извршни наредби и од политиките, но секако дел од политиките во првите 100 дена. На внатрешен план ќе ја тргнеме Обамакер и внатрешните прашања. Прво е прашањето со миграциите, границата со Мексико, ревидирање на трговските договори со Кина, ревидирање на нафта. Сега доаѓаме со сите овие дилеми до вашата дилема што ја споменавме на почетокот. Сега тоа е нов ред или неред во досега востановената светска глобална сцена? Јас, како менаџерски консултант, се занимавам со управување со промените. Кога има промена, мора да има проблем. Ако не сме способни да го решаваме проблемот, ете хаосот, неред. Значи, кога се прави промена, има дезинтеграција. Еве зошто пропадна Горбачов. Првиот докторант, кај мојот ментор, правил докторат на причините за пропаѓањето на перестројката. Затоа што не направил структура што ќе ја прими промената. Ако Трамп не направи нова своја организација
или своја нова кадровска структура што ќе спроведе таа негова визија во тие функции, ние ништо немаме, зашто може да има цела една низа на тие убави желби или намери или цели што ги кажа денеска овде. Кој слуша човек, тоа е чудо. Да, но затоа е прашањето што ќе значи тоа. Еве не само трговските договори. Уште еден поспецифичен пример, договорот за Иран. Тој вели ние ќе отстапиме. Тоа не е билатерален договор од кој што САД можат еднострано да го раскинат. Значи станува збор за меѓународен договор во кој што меѓу другото е вклучена и Русија. И сега не се прашањата и дилемите или замислите толку едноставно да се реализираат. Значи како сето тоа ќе се изведе и што тоа ќе значи за меѓусебните односи на САД со други, со Блискиот Исток, со Европа, со земјите од третиот свет, цел тој корпус. 3 дена кинескиот лидер Си Џинпинг му врза неколку врели шлаканици на Трамп. Прво му рече дека не може така лесно се откаже од договорот во Париз за климатски промени. Значи, луѓето ги цениме, вели, по тоа за зборот дали го држат. Второ, не може тој да бара од Кина да прави девалвација, да и прави, не знам, затварање и изолационизам, тогаш, вели, Кина ќе стане водач на светскиот слободен пазар или слободна трговија. Значи, Кина веќе покажува мускули, зашто едно време Обама се силеше тамо ќе направи некоја војна интервенција. Што значи сега ова ќе треба Трамп да отстапи од овие слогани купувај американско, вработувај американци? Значи, еве сега само еден пример со Германија, да исклучиме, сакам за Кина после да зборувам. Тој најави дека ќе воведе 35% даноци за германските автомобили. Не е точно, само за BMW во Мексико што се прави. Значи тие и за Мерцедес. И овие после одговорот од Германија беше добро, што сме ние виновни што правиме најдобри аута. Значи сега ти сакаш во трговијата во глобалниот свет да се изолираш како остров. Тоа е невозможно. Ако сите воведат даноци за американските производи, до кај ќе отиде тоа? Тоа ќе стане една раздробен свет, бидејќи не е ист овој свет од пред 25-30 години, кога имаме сега достапност да ги читаме сите твитови негови во секое време, да слушаме што се намерите на најнискиот службеник во Белата куќа. Во овој глобализиран свет, колку и да сакаш да го затвориш, тоа е невозможно да го направиш. И во овој случај, сега ние треба да Америка треба да го отстапи тој простор кој што го имаше како доминантна сила и да му го преотстапи на Ши Џинпинг како да е лидер на глобалната економија и глобалниот свет, не демократски, не зборувам за Европа, но глобалната трговија, бидејќи Трамп е заговорник или светлоносец на трговијата што треба да ја прави на Америка во светот. Ако тој се затвори со тие тарифи, со тие царини, мислите дека светов ќе тоа американскиот базар, без оглед што е 330 милиони, ќе биде единствениот на кој што тој ќе тежнее да оди другиот свет, ќе не се најдат други пазари. Може да реплицирам, зашто пред искам и влезе во збор. Ова не е целата вистина. Ако Трамп сака да оди 35% царина на германските коли што ги прават во Мексико, госпоѓа Меркел не е наивна, она знае зашто ќе добие царина, зашто во Мексико е малоплатена работната сила. Тоа е, зашто не го прави нешто, не прави фабриката BMW во Америка. Таму нема да биде толку ефтин. Значи тоа не е баш така наивно. Да довршам до крај. Мислам дека ја не велам дека Трамп има во се право. Меѓутоа Трамп има право да си брани своите национални интереси, не со војска кој што прави неговите претходници, туку да каже правилата мора да се знаат во светската економија, во глобализацијата на економијата, се знае дека оди бизнисот кај што е ефтина работна сила, као Македонија. По 200 евра плата имаат нашиве јадници. А што е суштината? А не се плаќа ова, не се плаќа она. Значи, сака Трамп, како вели, да ги вратам работите назад, работните места назад и да ги вратам инвеститорите назад. Да ја затворам границата, да не ми доаѓаат овие од странство на илегален начин, да ми работат овде оние работи што се малку платени и да страда Америка.
Меѓутоа правилата мора да се преговараат, како што рековте, и со Кина и со Русија, а да не зборам со Европа, која е 500-600 пазар. Ке оди ли тоа лесно, бидејќи се чини дека многу прашања се веќе ставени на маса, се очекува уште во текот на денот или најдоцна до недела дел од првите извршни наредби да биде, например, токму наредбата околу прашањето со миграцијата и ова околу даноците. Што тоа ќе значи кога на глобална сцена вие наеднаш поставувате една рампа чии последици може да бидат големи. Ете го хаосот. Значи, ако не биде доволно зрел да ги предвиди последиците, тогаш може да има стварно лом. Каков лом? Нема да има војна сигурно, него како што тој ќе прави едни видови тарифи, царини, така и на американската стока ќе им прават исто тоа и на американските услуги. Според тоа, мора да се преговара, мора да се направат правилата во кои што во новиот поредок што сака да го наметне, стварно, ќе има правила по кои сите ќе се однесуваат исто. Нема да има привилегирани, а нема да има ни експлоатирани. Иако е многу тешко да се говори за правда, за морал, кај што има политика и кај што има интерес. Тоа е малце, мислам, илузионистички да се помисли дека светов од последниве 2000 години тоа не можел да го направи дури од падот на Римското царство, од значи 16-17 века, а сега да се направи за 2, 3, 4 години. Во прва рака, ако тоа се направи, ако се воведат тие тарифи, царините, автоматски, според мене, бидејќи ќе треба да се произведуваат, нели, General Motors најавија дека ќе сели фабриката таа што требаше да се гради во Мексико, ќе се поскапат американските производи. Бидејќи тој не може да ги чува по иста цена ако цената на чинењето на трудот во Америка е 15 пати поголем. Невозможно е ти после дојдеш со цена како што е произведена во Мексико или, например, како што Apple ги произведува своите производи во Кина, а ако сега се пресели фабриката во Америка, тоа што се прави, телефоните или компјутери, тоа ќе чинат 10 пати поскапо. Тоа кому ќе му го продава? Да, автоматски цел еден пазар можеби во Америка некој ќе купува голема бројка, но овие другите посиромашни земји, оваа цела посткомунистичка Европа што е и во Европска унија, не само ние, тие производи ќе станат речиси недостапни, затоа што ти не можеш, ако нешто коштало $500, а сега кошта $1500, чини тоа ќе се бројката на овие луѓе што ќе треба да го купат, тоа станува најмалце за 2-3 пати помала. Така што тоа е колку е лесно да се каже преку ноќе, се седнува, се пишува, се има моќта, се пишува извршна наредба од понеделник нафта не важи. Хотел како Trump Continental хотел во Вашингтон што е сега направен, пуштен пред половина година кога е, и склучувате договор со Вашингтон ДС за изнајмување на простор и го плаќаш таму тоа да архитекти и се друго што следи и го правиш за 2 години, 1 година, колку и да е, не знам. Тоа изгледа многу едноставно. Или да направиш голф терен на Мајами. Но ако треба сето тоа да го правиш во договор со влади, ние сега гледаме случајов со Велика Британија, како треба да излезе. Не можеш да ги запоставиш интересите на другите со кои што ќе туриш. Тогаш доаѓаш до сериозен процеп. Тука се и банки, осигурителни компании, во кои што ти треба да го најдеш таа црвена нишка во која што треба да ги обедини сите интереси. А особено интересите на најбогатите. Ние знаеме кој е во владава на Трамп што треба да влезе. Само милиардери и директори на Goldman Sachs и на другите големи банки. Се прво нивниот интерес, па после интересот на таа бела гневна Америка на која што тој од која што тој ги доби одговорот на Трамп. Мораме да одиме на кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме токму со анализа на клучните политики кои што ги најави или новиот поредок кој што го најави новиот американски претседател Трамп, но споредено со дисонантните ставови кои што се појавија
при сослушувањето на клучните луѓе кои што треба да бидат во неговиот кабинет. Прво реклами и се враќаме со продолжение на вечерашната анализа. Топ тема на ваша страна вечерва посветена на изборот, односно стапувањето на должност на новиот американски председател Доналд Трамп. Во следните часови ќе се знае дали тој вечерва или во следните денови ќе ги подпише и првите извршни наредби, кои ќе бидат сигнал и за тоа колку ќе биде истрен во политиките што ги најави во време на кампањата, во транзицијскиот период, но и вечерва во инаугуративниот говор. Но во продолжение, пред да продолжиме со дискусијата со моите вечерашни гости, една анализа за тоа кои се клучните политики кои што предизвика вознемиреност и во САД и во светот, но и за дисонантните ставови меѓу позициите на Трамп и дел од клучните луѓе кои допрва треба да ги преземат ресорите во американската влада. Додека траат подготовките за инаугурација на 45-тиот американски председател, фрламе поглед на политиките, ставовите и позициите на новиот феномен на американската десница, од бизнисмен до председател Доналд Трамп. Постои ли кохерентна стратегија кај човекот кој го разбуди гневот на обичниот американец и во стилот на Реган вети дека ќе ја направи Америка моќна повторно? Или се сведува на гласни слогани и променливи ставови? Ке наликува на беневолентен диктатор или еднаш заколнат за председател ке изгради јасни политики и собствена доктрина? Ке остави секоја земја и политичар да го интерпретираат по собствена желба или конечно ке покаже дека предизборните ветувања се една работа, а политичката пракса нешто сосема друго? Веднаш по изборот, Трамп даде знак дека ја разбира разликата. If I win, I am going to instruct my Attorney General to get a special prosecutor to look into your situation. Еднаш избран, Трамп во интервју го повлече ставот. She did some bad things. I mean, she did some bad but a things. special prosecutor? I don't want to hurt them. I don't want to hurt them. They're good people. Real change begins with immediately repealing and replacing Obamacare. It's a disaster. Но и околу зрастената реформа Трамп омекна. Are you going to make sure that people with preconditions are still covered? Yes, because it happens to be one of the strongest assets. You're going to keep that? When Mexico sends its people, they're not sending their best. Во предизборието Трамп беше особено тврд на темата имиграција, ветувајќи дека ќе депортира преку 12 милиони непријавени имигранти. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Еднаш избран го смени ставот дека ќе депортира само 2 до 3 милиони имигранти и одеднаш сите станаа добри луѓе. After the border is secured and after everything gets normalized, we're going to make a determination on the people that you're talking about who are terrific people. Во предизборието особено строг беше кон муслиманите. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Кога му беше предочено дека неговиот став води кон малтретирање на муслиманите и латино популацијата, Трамп беше изненаден. So saddened to hear that, and I say stop it. If it helps, I will say this, and I'll say it right to the camera, stop it. Некои вела дека проблемот на Трамп не е во немањето политики и јасни позиции, туку во тоа што ги има премногу. Сепак, чувството е дека некогаш изнесувањето премногу ставови, нивното често менување, будат несигурност, како кај домашните институции, така и низ целиот свет. Имањето голема стратегија не е само концептуална вежба, туку јасна артикулација и имплементација на еден политички континуитет. Нешто нужно кога станува збор за најголемата економска и воена сила во денешниот комплициран и мултиполарен свет. Може би затоа речиси сите луѓе на председателот во идната администрација се дистанцира од неговите клучни ставови. I have no belief and do not support the idea that Muslims as a religious group should be denied admission to the United States. With the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. The risk of climate change does exist. If Putin likes Donald Trump, I consider that an asset, not a liability. We have a long list of
times that we've tried to engage positively with Russia. We have a relatively short list of successes in that regard. And I think right now the most important thing is that we recognize the reality of what we deal with Mr. Putin. The stupidest deal of all time. A deal that's going to give Iran absolutely nuclear weapons. It's not a friendship treaty, but when America gives her word, we have to live up to it and work with our allies. We're going to do the wall, and by the way, who's going to pay for the wall? Mexico's going to pay for the wall. A physical barrier in and of itself will not do the job. It has to be really a layered defense. Но колку Трамп е навистина бизнис импровизатор и неврзан за минатото или идните последици, може би најмногу кажува последното интервју за Sunday Times и Bild, каде го пофали Брекзит и најави брз билатерален договор со Британија. Пораката е прејасна и отвара една нова ера, во која Америка отворено работи против европскиот проект и нуди частење за оние кои би ја напуштиле. I think Brexit's going to end up being a great thing. I thought the UK was so smart in getting out. And you were there and you guys wrote it, put it on the front page. Yes. Trump said that Brexit is going to happen. Yes. Right? Може би новиот председател верува дека отсуството на јасна стратегија го прави посилен како личност, но дефинитивно ја ослабнува позицијата на Америка, ги збунува пријателите и сојузниците и ги зајакнува противниците. И додека аналитичарите бараат одговор за Трамп, може би во овој момент најдобриот одговор го пронаоѓаат глумците и комичарите. Yes, Mr. Trump, you and the Republicans want to repeal Obamacare, but why would you do that before coming up with a replacement plan? Because Obamacare is a disaster, and I actually do have a replacement plan, okay? I just read about it this week. It's a terrific plan, just great. It's called the Affordable Care Act. That's the same thing as Obamacare, and if you repeal it, 20 million people will lose their health insurance. I mean, people could die. Listen, sweetheart, I'm about to be president. We're all going to die. Next question. Беше тоа анализата на колегата Ивор Мицковски. Видовме едно, навистина морам да го пофалам Ивор, едно извонредно пикирање на сите контроверзии кои што се уште актуелни во моментот. Поповски, колку и да се обидувате да бидете во тек, да ги следите сите сослушувања на предложените кандидати за секретари или министри, еве понашки, постојано наоѓате некоја нова нелогичност, некоја нова контроверза. Што тоа говори? Затоа што треба се вратиме назад во кампањата. Тој ги доби изборите со сето тоа што го зборуваше во кампањата дека ова нечни, она нечни, трето нечни, четврто, пето, шесто, ние тоа ќе го смениме. Треба да воспоставиме нов поредок во кој што ќе бидат заштитени обичните граѓани и така натаму. Да, ма Трамп и денеска зборува исто, а неговите луѓето што треба да го спроведат тоа зборуваат сосема друго. Сосема не зборува исто. Рече дека Трамп веројатно Русија стои зад хакирањето пред една недела, го потврди тоа. Претходно во кампањата кога беше со Хилари Клинтон, на еден од митинзите ја молеше Русија да ги хакира меловите на Клинтон и да ги пушти преку Викиликс. Значи тоа беше еден преколнувачки говор да се вмеша Русија во кампањата. Сега вика дека Русија најверојатно стоела зад хакирањето. Тоа е диаметрално спротивно. И од како кажа тоа за Русија, тој се нема повлечено. Бидејќи веќе контраразузнавачките агенции во Америка водат голема истрага за тоа како можно странска сила да се вмеша станува особено сериозно со вмешување и на истражните комисии на Сенатот. Така што со овие сослушувања во Конгресот што се на идните министри, неговата риторика е моцно ублажена кон Кина, кон Русија и кон сојузниците. Например, изборот за амбасадор во Обединетите нации Ники Хејли, гувернерката, таа имаше најеклатантна изјава дека Русија е нашиот главен противник во светот. Ние мора да направиме се за да ја спречиме понатаму да се меша во нашите интереси. Тоа е диаметрално спротивно во однос на оно што го зборуваше Трамп. Но
ние гледаме дека ги администрацијава и ги добива обрисите. Како понатаму? Тоа многу зависи од сите тие советници што ќе бидат. Досега тој беше советник, досега тој беше кандидат за председател, потоа избран председател. Но кога ќе влезат во Белата куќа, кога сите ќе дојдат во една конципирана стратегија како да се води на тамошната политика, резултатот ќе биде сосема друг. Јас сум убеден во тоа дека дали ќе биде поумерен, по радикален, но ќе биде друг од она што досега се зборуваше, затоа што сите овие луѓе кои што Джеф Сешенс, Райнс Прибус, Матис и така натаму, сите биле дел од еден тим кој што се подготвувал да дојде на власт. Но кога ќе бидат реална власт, кога ќе се соочат со разузнавачки информации, кога ќе треба да се издаат наредби за да се бомбардира ваму и таму, да се испратат војници, да се намалат тарифи, кога ќе треба да се остварува договорот за климатските промени, тогаш си веќе во ситуација да донесуваш одлуки. Сега никој од нив не е во ситуација да донесува одлуки. Кога треба да донесеш одлука е сосема друго. А друго е да сега да зборуваш како кандидат за председател или избран председател. Така што верувам дека работите ќе се сменат и сега ние не можеме да тврдиме однапред дека тој ќе биде лош председател или не знам како работи. Никој не знае, ја преска го кажав, никој не знае дури ни самиот тој како ќе се одвива како понатаму ќе функционира администрацијата. Еве го сега во денешниот говор тој не спомна дека НАТО е застарено или така натаму, туку ќе ги зајакнеме нашите досегашни сојузи и ќе формираме и нови. Тоа значи дека таму кај што беше кажано дека неговиот говор ќе биде некаква филозофска визија, а нема да биде проекција на програмата. Гајдов, со сите овие детали што ги слушнавме, новиот поредок засега се чини многу хаотичен. И сега како тоа ќе се канализира во една траекторија која што нема да предизвикува потреси ниту внатре, ниту во глобални рамки. Нема да влегувам ја во филозофски дебати овде, туку ќе се обидам преку менаџерскиот ракурс да го објаснам. Значи, визијата, тој како го замислува светот, а посебно Америка, кои се целите ги кажува 1, 2, 3, 10 и стратегиите како ќе испроведе, што сите во светот знаат што сакаат, ама ретко кој знае како се прави тоа. Мислам дека, што го рековме неколку пати вечерва тоа, екипова што ја носи да ги спроведува неговите цели и веројатно стратегии, не дава многу надеж дека тој ќе успее тоа што го ветуваше. Меѓутоа, морам да кажам, а и дома сме тука сведоци, многу ми причи неговата популистичка филозофија, реторика, затоа што тој, као и секој политичар, кој ги добива изборите, добива на база на ветувања. А мислам дека страшно е кога после известно време ќе се види не само што тие не се остваруваат ветувањата, туку се прави спротивното. Ја мислам дека со Путин ќе се нагоди, затоа што еднаш рече ќе му симнам санкции на Путин полека, ако ми дојде да ми помага да се бориме против ISIL. А Путин тамо се бори и тоа многу успешно доста време. Второ, рече, ќе направам договор со Путин ако направи со мене договор за нуклеарно разоружување, смалување на оружјето. Зашто едно 300-400 нуклеарни глави има повеќе Русија. Веднаш му одговори Лавров утредента, да, веднаш ќе може да разговараме и да се договориме за двата проблема што ги намести Трамп, а тоа се нуклеарно разоружување и Сирија. А мислам дека за нас како Македонија Сирија е многу значаен проблем или точка кај што се води студената војна, иако многу велат дали со ова ќе има крај на студената војна. Студена војна немало воопште крај од 45-та година. Тоа значи кога двете суперсили и трите суперсили меѓу себе војуваат на трето место. Ќе има ли затоплување сега некакво приближување на односите на релација Вашингтон-Москва, бидејќи очигледно и тоа во председателот
поранешниот председател Обама го призна дека во изминатите неколку години тие се буквално на ниво на студената војна, иако не се нели со тие инструменти, бидејќи сме сега сепак 21 век. Ако се сеќавате на една голема конференција, Обама шепна дека да го реизберат, па ќе се договори со Путин. Меѓутоа, Обама не е Трамп, што вади пари од джеп и сам се избира. Обама е човек во Америка од локален шериф до председател Америка, зависите колку пари ќе ви дадат во кесето да можете да платите реклама, да кажете колку сте паметен или чесен. Меѓутоа е реалност дека кога би ги симнале дипломатските фрази од изјавите на официјалните руски представници, во нив се чита едноставно радост од заминувањето на Обама и некаков ентузијазам од доаѓањето на Трамп. Зошто? Многу едноставно. Кога престанува агресивната американска империјална политика да отвара нови проблеми. Например, кога се договори Јануковиќ, председателот легално избран во Украина, дека ќе се нагодил со Путин со Русија, да му дадат $30 милиарди да ја спаси од оваа трагедија која што беше. Веднаш му направија пуч, го сменија во една пресконференција, Путин рече, нити умрел човекот, нити дал оставка, нити го смениле со импичмент, го смениле на улица. Второ, отворија Америка, вели, ние помагаме умерената опозиција во Сирија. Кој е умерена позиција? Да го симнат Асад, а таму се бореше Путин на живот и смрт, бидејќи ако се прелееше вулканот во јужните републики или покрајни на Русија, отиде и ова царство, како што отиде Сталиновото. Плюс во Латракија има пристаниште на топло море, кај што има војна база и кај што извезува нафта и газ. Значи, Путин се бореше стварно за својот национален интерес. И таму изгуби Обама, бидејќи втората што отвори жешка точка ја загуби. Со други зборови кажано, значи, мислам дека Путин, дека има некои контакти се слуша, не знаеме ние, меѓутоа, дека има веќе контакти, дека тука ќе се направи дил. Со тоа ќе се смали и притисокот што го најавува против Кина, зашто може да се замисли дека не може да води два големи фронта Америка со Кина и со Русија. Поповски. Околу американско-руските релации, ова што вие сте обично во вашите колумни вешт во тоа читање или демистифицирање на дипломатските изјави кои јас еве така ги вулгаризирав до ниво на радост и еуфорија. Еден од главниот надворешно политички стратег во кампањата на Трамп, Пол Манафорт, беше советник за демократија на Виктор Јануковиќ, што го спомна колегата. Значи, таа врска преку Русија. Уште еден човек од, сега да не ги спомнуваме по име, уште еден човек од кампањата беше на сите прослави на Газпром, што ги организираше рускиот државен нафтен гигант, за врските со бизнисмените во Америка. Таа врска е подолгогодишна, не е од вчера. Рекс Тилерсон го отворам настрана, бидејќи тој како шеф на Ексон Мобил мора да склучува договори и со диктаторот во Екваторијална Гвинеја и со Русија, бидејќи неговата компанија е веројатно најнаднационална во светот. Тоа не е ни компанија, тоа е повеќе од држава. Така што тој ти мора да дупчи, Русија нема системи за барање нафта и газ во најсеверните предели, а тие машини, таа технологија има Америка и тој мора да склучува договори во интерес на неговата компанија. Така што тука го гледам бизнис интересот на компанијата. Но орденот што го доби од Путин, медалот, таму за врските, сигурно дека има одредено влијание. Но тој веќе нема да биде представник на Ексон Мобил. Веќе зеде 180 милиони испратни на долари
за заминувањето Доксимобил, што е фрапантна сума која што ретко кој може да ја замисли. Сега е државен секретар. Државниот секретар која носи одлуки ги слуша советниците таму, подсекретарите за политички прашања, за безбедност и така за Евроазија, неговите одлуки се веќе поинаку. За нагодувањето со Путин ќе треба да имаат некакви заеднички интереси, не само од безбедносен, туку и од трговски и друг аспект. Путин не може сега да го откаже договорот што го направи со Кина за снабдување на Кина со 3 нафтоводи и 3 гасоводи таму. Тоа се огромни пари, огромно целиот тој газ и нафта што доаѓаат од далечниот исток треба да се пренасочат во Кина за да се намали трошокот на транспортот до Европа. И сега заради блискоста со Америка треба да го откаже да стане условно речено непријател. Тоа не може да си го дозволи, затоа што неговата економија ќе почне да паѓа. Сега е таа битка во еден триаголник, како ќе се одвива, не знам, но има еден, во овој случај Ши Џинпинг, за жал на Америка и за жал на тој што беше свет, што кажа преска Гајдов, предводник на демократскиот свет, стапува на сила со овие сите изјави како предводник за заштита од климатските промени и тој во говорот во Давос исторна како главен гарантор дека треба договорот да се почитува. И плюс за глобализираниот свет, кај што овој наш производ, што ние, например, во Джонсон контрол се прави, треба да отиде во Америка, овие катализатори што се прават, а не или во Америка, или во Русија, или било каде. Значи, тој е глобализиран свет. А сега тие не може Америка остров да стане. Така што јас се уште не знам, сум неколку пати повторувам, никој не може да знае. Можеби за половина година Трамп ќе се откаже во интерес на бизнисот, можеби да финансискиот пазар ќе почне да колабира. Таму имаме од Стивен Мюнхен, кој што е секретар за финансии, а што е бил извршен директор од Goldman Sachs. Ако почне да паѓаат банките, се што чекава, мора да се запре. А не да праќаме Тука не треба да се заборави дека доаѓаат и за 2 години и избори, менување на представничкиот дом, што веројатно ќе резултира и со притисок од републиканците врз Трамп и неговите политики, но на сето ова сложена глобална слика сега ќе ги додадеме и европските дилеми. Од Германија, загриженоста на Берлин поради можните проблеми во трансатлантските релации, но дури и оценки кои одат до процени за можна трговска војна, ни ги пренесува Борис Георгиевски од Гласот на Америка, од Deutsche Welle на македонски јазик. Да се подготвуваме за нелошото. Читам дека овој повик од интервјуто на председавачот со Комисијата за надворешна политика во Европскиот парламент Елмар Брок за Die Welt ги сумира германските, а до одреден степен и европските очекувања од председателството на Доналд Трамп во Соединетите држави. Поминаа малку повеќе од 2 месеци од победата на Трамп на изборите и доколку се суди според она што се случуваше во меѓупериодот до неговата инаугурација, неизвестноста и изчекувањата полека преминуваат во блага нервоза и страв. Во прв ред, тоа се однесува на поствоената политичка архитектура на Европа во чија изградба Соединетите држави како сојузник и партнер имаа клучна улога. Либералните демократски вредности, безбедносно одбранбениот концепт преточен во НАТО алијансата и економската соработка. Се чини, се е сега ставено на коцка. Уште во првата реакција по победата на Трамп, германската канцеларка Меркел му порача дека соработката мора да се темели врз основа на вредностите на демократијата, слободата, почитувањето на владењето на правото и човечкото достоинство. Изјавите од обете страни во меѓувреме излега од границите на дипломатската куртоазија. По интервјуто на Трамп за вестникот Билд, во кое говореше за застареност на НАТО и најави воведување царински давачки за германски и европски производи, следуваа уште пожестоки реакции. Еве што изјави Меркел по тој повод. Also ich denke, wir Europäer haben unser Schicksal selber in der Hand und ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass die 27 Mitgliedstaaten intensiv und vor allen Dingen auch zukunftsgerichtet zusammenarbeiten, wirtschaftliche Stärke
und effiziente Entscheidungsstrukturen, Einhaltung der Ziele, Reaktion auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Das ist einmal der Kampf gegen den Terrorismus, das ist die Sicherung der Außengrenzen, das ist die innere Sicherheit und das ist der digitale Binnenmarkt, Arbeitsplätze. Das sind unsere Herausforderungen und mit denen werden wir uns sehr entschieden weiter auseinandersetzen. Und ansonsten sage ich noch einmal, meine Positionen zu den transatlantischen Fragen sind bekannt. Der Präsident-elect hat seine noch einmal dargelegt und dann werden wir, wenn er im Amt ist, und das ist im Augenblick noch nicht der Fall, natürlich mit der neuen amerikanischen Regierung zusammenarbeiten und dann schauen, welche Art von Übereinkommen wir erzielen können. Тоа беше изјавата на германската канцеларка, а чекор подалеку од неа отиде министерот за економија и лидер на германските социјалдемократи Зигмар Габриел, кој го смести Трамп во групата авторитарни лидери во друштво на Путин и Ердоган. Muss man irgendwie auch nicht die ganze Zeit Angst vorhaben, sondern sich der eigenen Kraft auch bewusst sein. Europa ist in einer Phase der Schwäche, ja, aber das muss ja nicht so bleiben. Es geht, glaube ich, nicht nur um Gerechtigkeitsfragen. Es geht auch um die Frage, wie werden eigentlich die liberalen und sozialen Demokratien wieder stärker und die autoritären schwächer. Denn Trump, Putin, Erdogan, Le Pen und noch ein paar von denen geht es auch darum, diese Form des Zusammenlebens, wie wir sie haben, wieder zu verändern. Тоа бе изјави на двајца водечки политичари во владината коалиција. Во опозицијските редови дисонантни тонови дојде од партијата на левицата, инаку најголема опозицијска по бројност во Бундестагот. Нивниот парламентарен лидер Сара Вагенкнехт смета дека Трамп ги открил грешките и слабостите на Германија и повика на распуштање на НАТО и негова замена со нов колективен безбедносен систем во кој треба да биде вклучена и Русија. Левицата, како наследник на партијата на источно-германските комунисти, традиционално со симпатија гледа кон Русија, па ваквите изјави не беа големо изненадување во германската јавност. Аналитичарите и науката се многу предпазливи во однос на Трамп. Во овдешната јавност најмногу се коментираше неговата најава за воведување екстра давачки и царини за германските автомобили. Институтот за светска економија од Кил предупреди дека доколку се остварат таквите најави на Трамп, ќе се случи трговска војна меѓу двата континента, од која голема штета ќе претрпи и американската економија. Од Сдруженијето на работодавачите на Германија велат дека блокирањето на слободната трговија и отворените пазари ќе значи пропаст за многу европски земји. Во секој случај, најголемиот дел од изјавите и проценките се базираат врз предпоставки, затоа што всушност никој со сигурност не знае каква политика ќе води администрацијата на Трамп. Особено што многу од неговите изјави се контрадикторни со она што го изјавуваат идните водечки функционери, без разлика дали се работи за Стейт департментот, Министерството за одбрана или за финансии. Конечно, и трендот во јавното мислење одразува недовербата кон Трамп во Германија. Доколку пред неговиот избор секој втор германец сметал дека САД се доверлив партнер, денеска во пресрет на инаугурацијата на Трамп доверба во новата американска администрација има секој петти германец. Беше тоа Борис Георгиевски од редакцијата на Дојче Веле на македонски јазик со германските, берлински или јас би рекол европски стравови и стравувања. Значи, ја надополнуваме низата на недоумици поврзано со изјавите на Трамп. НАТО е застарена организација, прашањето е што ќе се случува, Европа ќе се распадне, стравувањата од трговска војна и така натаму. Еве зашто, да кажам грубо, рипа канцеларката. Прво, незината кариера под прашање. Оваа шлаканица што ја удри Трамп дека она имала катастрофално лоша политика што повикала милион бегалци кај неа дома, што довело до Брексит и НАТО неспособен да спречи борба со тероризам. Значи, прво и најстрашно е, според мојата проценка, тоа што Обама и наметна на Европа преку НАТО санкции на Русија, а сега кога Трамп се помирува со Путин, овие се во паника како може да изгубија толку, па например Полска годишно губеше $1 милиарда што Путин забрани увоз на полски јаболка. Тоа е сериозна бројка, тоа
за голема земја, камо и за Полска, што има само 40 милиони. Што тоа практично ќе значи, сосема накратко, ние видовме минатава недела со која еуфорија беа пречекани американските трупи во Полска и во Балтичките земји. Имаме еден процес сега наназад? Да, тоа беше последна ситна примитивна одмазда што, да не кажам режимот, а администрација на Обама го направи на НАТО и на Америка. Значи, неговата амбасадорка во Обединети нации, Саманта Пауер, таа на Атлантскиот совет во Вашингтон збореше исто недозволени работи за администрација што се оди. Значи, во последен момент, или овие 60 на души денеска што не се појавија од американскиот парламент, значи сака да го спасат образот на госпоѓа Клинтон, дека таа не загубила во демократска равноправна борба со Трамп, туку Путин со, не знам, хакера, па тоа е голема срамота да каже дека некој од надвор може да им ги померемите изборите. Тоа е брука за Америка. Значи, да се вратиме на почетокот. Накратко, Америка со својата погрешна политика да војува, значи студена војна, да војува во Украина и во Сирија, и наметна на Европа санкции против Русија, а сега, кога се олабави таа работа, овие ќе останат на суво. Поповски се доведува во прашање традиционалното партнерство ЕУ-САД ќе има потреба од некакво редефинирање? Не ЕУ-САД, туку Европа-САД. Пошироко треба да го гледаме. Значи, Америка прв пат зачекори на светската сцена во 1917 година, кога влезе во Првата светска војна. Незиното влегување во Прва светска војна го направи тој пресуден чекор, таа ровска кланица да заврши за една година со пораз на централните сили Австро-Унгарија и Германија. Во 1940 години, кога Америка влезе во војна по нападот на Перл Харбор 41 во декември, влегувањето на Америка во војната го направи тој пресвор да се победи тие мрачни, окупаторски и расистички хорди што доаѓа од Германија, па и од Италија и така натаму. Значи, Америка е дел од приказната за успехот и за обстанокот на Европа. Ако сега направи Америка, а Европа е суштинскиот корен за растежот на Америка. Значи, знаеме ние дека од каде Америка се хранеше со луѓе, со знаење и со моќ. Сите тие европски иселеници што дошле како доселеници во Европа, во Америка во рок од 2-3 века, ја направи Америка моќна, со нова психологија, филозофија на растеж. И тоа се два сврзани садови. Ако еден од нив се прекине, тогаш последиците ќе бидат обострани. И за едните, и за другите. Не може Русија да води трговската соработка или било што преку Беринговиот мореус таму, кога е цело време заледено преку Аљаска, а од друга страна Канада е на страната на Европа во цела ова приказна. Главната причина е што Европа се чувствува, мислам, политичка причината, тука имаме два важни избори оваа година. Во септември изборите во Германија, во април е првиот круг на претседателските избори во Франција, а во мај ми се чини дека се изборите во Холандија. Марин Ле Пен пред 5 дена беше во Трамп Тауер да пие кафе. Значи, Најджел Фараш е еден од поранешниот лидер на УКИП, еден од гласноговорниците на раскрстување со Европа на сите можни начини. БП Грило во Италија го поздравува оваа нова ера за Европа и така натаму. Сите тие популистички структури што се во Европа, кои што сакаат пропаѓање на Европската унија или ставање на рампи за имигрантите, за доселениците и така натаму во земјите кои што биле колонијални господари на тие држави од кај што доаѓаат иселениците, сега се пријатели на новата администрација веќе што дојде во Америка. Реплика. Ајде, 30 секунди, бидејќи мораме на реклами и го пробуиваме веќе терминот. Значи,
во политиката има две димензии. Не ова што зборува мојов колега, убавата етичка обврска на Америка према Европа. Интереси се и силите. Ако Путин се нагоди со Трамп или Кина се нагоди со Трамп, Европа е готова, затоа што Германија, колку да е голема, тоа е една република во Америка, една држава. Во светската политика они не се толку влијателни, иако имаат сериозна економија и се лидери на Европа. Меѓутоа, за кратко време ќе се види дека нивната глобалната функција во светот на Европа е минорна, бидејќи тие никош не можеле да направат она што се заговараше да се направи од Европа Соединените европски држави, тогаш може да биде они четвртиот фактор во светот. Одиме со кратка пауза за реклами, се враќаме на последната дилема, политиката на САД кон Балканот и Македонија со администрацијата на Трамп. Во завршница сме на вечерашната топ тема на ваша страна. Пред да ги слушнеме ставовите на моите вечерашни гости Љубомир Гајдов и Љупчо Поповски околу тоа што може да се смени во политиката на САД кон Балканот и Македонија, да ги слушнеме и ставовите на граѓаните. А нив вас, односно вас, почитувани гледачи, меѓу другото ве прашавме и зошто е македонската десница толку радосна со доаѓањето на администрацијата на Трамп. Председател како што досега немало, Доналд Трамп по многу нешто е уникатен, а тоа се знаеше и пред да биде председател на САД. Колегите од Вашингтон Пост направиле долга листа во која Трамп е наведен како прв во многу нешта, од прв милиардер на најмокната политичка позиција, па се до неславен рекордер по број на бракови и разводи. Тој е првиот председател кој никогаш не бил јавен службеник, а не бил ниту во војска. Со 70 години тој е најстариот човек кој бил именуван за председател. Трамп е првиот председател кој изградил и живее во облакодер од 58 спрата. Изградил и многу хотели и казина. Тој е првиот председател кој бил предмет на комичното шоу Comedy Central. Тој е најбогат председател досега и е единствен кој е милиардер. Трамп е првиот председател кој не ги открил даночните пријави во текот на кампањата, традиција која постои од 1976 година. Тој е првиот кој поседува сопствен авион. Неговиот Boeing 757 има повеќе позлатени делови отколку Air Force One во кој се возат председателите на САД. Трамп е првиот председател кој навистина го сака Твитер. Има повеќе од 34.000 твитови, двојно повеќе од неговиот претходник во Белата куќа. Прв е кој бил водител на реално шоу и прв кој се уште ја држи титулата извршен продуцент на телевизиско шоу. Трамп е првиот на оваа позиција кој се оженил дури 3 пати и се развел 2 пати. По скоро 2 века ќе биде првиот председател кој има прва дама родена во странство, по онаа на Џон Квинси Адамс. Не е првиот председател кој бил оженет со поранешен модел, но ќе биде првиот оженет со поранешен модел кој позирал топлес. Доналд е првиот председател кој е автор или коавтор на преку 10 книги, главно за мотивација. Тој е првиот кој имал богато актерско искуство, појавувајќи се во филмови или серии како Принцот од Бел Ер, Сам дома 2, Сексот и градот и други. Ќе биде првиот кој организирал избори за мис. Тој е првиот председател кој бил под истрага за дискриминација. На крајот, тој е првиот председател по кој има стотици производи именувани по него, од кошули, парфеми, па се до водка. Светот е во очекување на тоа која ќе биде првата одлука на новиот американски председател Доналд Трамп, кој уште од својата изборна кампања па до денешната инаугурација најави низа од промени и во внатрешната и во надворешната политика на Америка. Социјалните мрежи во Македонија, следејќи ги светските трендови, исто така со внимание го следеа доаѓањето на Трамп на чело на САД. Мислењата, како и за многу други прашања, се поделени. Едни сметаат дека Трамп целосно ќе ја смени надворешната политика на САД, вклучително и кон регионот и Македонија, додека другиот доминантен став е дека американската надворешна политика нема многу да се промени и дека Трамп ќе си легне на брашно набргу постапување на функцијата.
За тоа што ќе се смени во светската политика со смената во Белата куќа и застанувањето на Трамп на чело на најмокната држава во светот, Борис Георгиевски коментираше: ќе се смени генерално тактиката на САД, односно Трамп ќе се обиде да постигне договор за билатерална распределба на влијанието со Путин и така да го конзервира политичкиот свет до некои поповолни времиња за американската надворешна политика. Тоа значи децениско замрзнување на ширењето на НАТО и Европската унија, а за Македонија уште многу безбедносни и екзистенцијални предизвици. Лилјана Јаковлеска пак кратко напиша: мислам дека ништо битно нема да се смени. Ставот на Љупчо Костадиновски дека многу луѓе се лажат што мислат дека Трамп ќе биде добар со сите, но излегува обратно, ќе изградел зид на јужната граница. Каков политичар треба да се преговара, а не одма со проблеми. Бог да не чува, но овие се сите, да не зборам против човештвото, само Бог да му даде ум и разум, коментираше Костадиновски. Топ тема на ваша страна побара став на социјалните мрежи, дали со доаѓањето на Трамп на чело на САД ќе се смени политиката кон Македонија и кон регионот. Нова Кирил Ефремовски коментираше: Брајан Хојти и неговиот непосреден шеф Шенон остануваат на истите позиции во прво време заради овозможување континуитет на администрацијата и политиките во Стейт Департментот, потврдио транзицискиот тим на Трамп. Зоран Јанков го напиша својот став на Фејсбук: па нема што да се менува, па досега зарем имаше некаква политика освен кога треба да се дели памет. Инаку победата на Трамп во Македонија најмногу израдува македонската десница, која смета дека неговото доаѓање ќе ја смени политиката во Македонија од нивна гледна точка кон подобро. Коментарот номер Дановски токму на таа тема е дека е лажно задоволството на луѓето кои својот двор не може да го средат. Трамп е еден човек, а Америка си Америка и никогаш нема да ја смени политиката према Македонија. Владимир Ивановски пак прашува: а зошто левицата е потресена од поразот на демократите? Саше Мерџановски пак смета дека е дегутантна поделбата кај нашите граѓани на трамписти и клинтонисти, од причина што ние немаме реална потреба како граѓани да заземаме страна во политиката на САД. Дури уште почудно е што поддржувачите на владеачката партија кај нас го поддржуваат Трамп, а всушност после 8 години републиканската партија се врати на власт и фактички беше опозиција, што во нашиот случај нашите десничари навиваат за промена на власта, напиша Мерџановски. Инаку смета тој кај нас повеќе медиумски се наведува навивањето на нашите граѓани, отколку што тоа навистина е така и воопшто тоа навивање не допира до новата власт во САД, напиша Мерџановски. Социјалните мрежи во Македонија досега покажаа голем интерес за доаѓањето на Трамп на чело на најмокната држава во светот, а тоа со сигурност ќе продолжи со оглед дека тој е нестандарден американски политичар, од чии одлуки ќе зависи како ќе се движи светската политика во идните 4 години. Тоа беше Тамара Ганчаровска со видеоблогот за ставовите на вас, почитувани гледачи, а предходно и инфографот на Александар Манасиев за тоа кој е Доналд Трамп. Веќе сме надвор од предвидениот термин, затоа две прашања во едно. Поповски би почнал од вас. Првото е: ќе има ли промена кон политиката на Балканот, без оглед што го имаше и тој податок во видеоблогот? За сега Брајан Хојти и Томас Шенон, нам добро познатите функционери, остануваат на должност, замолени се, иако не се знае дали ќе биде тоа трајно решение или додека Трамп најде соодветна замена. И второто би било: зошто македонската десница толку навива за победата на Трамп, што е нешто навистина впечатливо и забележливо денови? Значи, и Томас Шенон и Брајан Хојтли се делови од Стейт Департментот, тие се дипломати од кариера, не се политички, иако менувањето е политичко, заменик државен секретар е политичко, тие се дипломати од кариера. Исто како што и Викторија Нуланд, всушност клучната за овој регион. Таа беше амбасадор на САД во НАТО за време на тој травматичен самит во 2008 и беше именувана од Џорџ Буш, од републикански председател. Така што, плюс е сопруга на еден од главните неоконзервативни мислители Роберт Каган, така што тоа е веројатно ќе остане, јас не знам, може ќе бара некоја подобро платена работа. Треба Рекс Тилерсон да дојде да биде конфирмиран во Сенатот, веројатно идната недела, и тој веќе разговара со Томас Шенон да остане подолго време како заменик државен секретар, за да може да се преориентира. Тилерсон не доаѓа од еден бизнис сектор,
а треба да влезе во една голема дипломатска машинерија. Така што ќе видиме, никој не може да има со сигурност како ќе се урadi, но американците не менуваат толку брзо ставови и во однос и за регионов и за другите. А за десницава, мислам, тоа е трагикомично. Лани, значи пред 11 или 12-13 месеци пред Нова година, знаеме дека беше издействувано Груевски да замине во САД и да се сретне со Бајден. Тоа беше како најголем успех на една македонска администрација, па тука го воспева колку ВМРО е близко со Белата куќа и имаше така натаму. Имаше обиди за со Клинтон. За со Клинтон, после мейловите што излегува на Џон Подеста, што ги објави Викиликс, дека барале на сите можни начини да се сретне со Клинтон, кога видеа дека победи, никој не очекуваше дека победи, сега најднаш целата енергија како некоја сламка за продолжување на владењето и така натаму. Ние сме Трампови, Трамп е наш, во таа филозофија. Сега сеќа напред како ништо да не било, да не биле ни средбите со Бајден 2 пати, ни со Хилари Клинтон како министар за надворешни, како тоа ништо да не постоело. Сето тоа ќе се отфрли само за да може домашнава ситуација да се спаси на некаков начин, ако може да се спаси. Тоа е единствената причина, не е некоја филозофија. Тие има, нашава десница имаше блиски односи со Џон Маккејн, а Џон Маккејн е една од најострите противници на Трамп, ако зборуваме од републиканците. Така што, чисто од прагматички причини, сега ќе бидеме ние најголеми трамписти, ако треба и со Марин Ле Пен и со било кој ќе се здружиме само за да... прагматизам... Американската, као секоја голема држава политика, има правец, на интерес базира. Америка као влада го руши овој режим од една проста причина. Затоа што, зимајќи ги кинеските милиони, со кинески милиони дојде Владимир Владимирович Путин, а тоа за Америка не е дозволено. И за тоа се потпишува разните оговори и за тоа овој режим се уште што е на власт, ќе мора да ги спроведе подписите, бидејќи во пржино има подпис на Америка. Без оглед кој амбасадор таму подпишени. Тоа Америка, печат има на Америка. Втора приказна, ова за што се фалиме дека сме трамписти. Имам информација дека албанците за 1 сат на ручекот на госпоđа Клинтон во Нью Џерси донеле $22 милиона, а и од нашиве овде десничари имаат во тој незин буџет исто додадени. Така што ова е само замаѓување на јавноста дека еве доаѓа Трамп, ќе се смени политиката. На 16 декември имаше во Ману една конференција, кај што министерот требаше да објаснува што е 2017, тој не дојде. Не дојдоа и американскиот и британскиот амбасадор. А двајцата амбасадори на Франција и на Германија рекоа: ние овде не изнесуваме лични ставови, изнесуваме ставови на вашите влади. Толку е и кратко. Ви благодарам и на двајцата што бевте вечерва мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашното издание на Топ тема на ваша страна. Со нови содржини се гледаме од понеделник.